Денес сме сите собрани тука со една иста цел – отпор, слобода, демократија. Ние повеќе во нашата убава Македонија немаме демократија. Ќе го започнам својот говор со својата омилена максима. Молчењето е злато, ама зборот е сила. Дали сме замолкнати? Дали ќе дозволиме во највисокиот храм на демократијата да проговори стравот, да проговорат ударите? Дали ќе дозволиме жени на Битола да ги гледаме пред нас, како ја влечат по земја Радмила Шекеринска? Дали ќе дозволиме? Дали ќе дозволиме нашата битолчанка Весна повредена и со потрес на мозокот да го напушти законодавниот дом? Дали ќе дозволиме една бремена Маринела Тушева да биде влечена по земја? Ова не е мојата Македонија. Слободата е најскапата работа на еден народ. Мојата Битола, мојата слободарска Битола, не се издигна над работите, само заради да бидиме ние денес тука. Со нас се многумина кои што не се вечер овде со нас. Но да знаете, стравот не ги замолкнува луѓето. Во март најгласно ќе говори ливчето избирачко кога ќе го заокружите своето ливче. Оваа диктаторска власт, овај режим нема да трае долго. Знаете ли како велат? И Аскерот кога правел зулуми, го оставал својот народ и да плачи после загинатите луѓе. Овие ниту оставаат да го крениме својот глас против зулумите и грешките кои ги направија. И не една, милиони поред. Страм да вие, Груевски, страм да вие, Ставревски, страм да вие, Гордана. Дозволивте во мојата Македонија да се тепаат пратеници. Вие не тепавте пратеници, ги тепавте избраници на 370.000 народ. Мојата слободарска Битола застанала за тие луѓе кои што не представуваат. Тука е нашиот кандидат за градоначалник Менде кој помина низ истата голгота во парламентот. Мојата Македонија никогаш тоа нема да ви го прости. И да знаете, ви порачувам, утре пред вашето седиште да се чувствуваме како на балет да сме. Да не сте кренале глас, да не се осудите со вашите пендраци да удрите по својот народ. Знаете ли што значат ударите врз лидерот? Ударите врз грбот на лидерот, председател на Македонија што ви бил, е крај на диктатурата. Нашиот народ нема да го дозволи тоа. Мојата Битола ве повикувам сите. Каде сте невладини женски организации? Каде сте сојуз на борци? Каде сте научници од научното друштво? Каде сте граѓани? Зарем дозволивте стравот да ве замолкни? 22.000 луѓе го дадоа својот живот за слобода. Зарем за оваа Македонија гинеа нашите млади, животи ги даваа македонците. Гинеа за слобода, за најскапата работа во светот, но никогаш повеќе нема да дозволиме да се повтори црниот 24 декември. Знаете ли денеш зошто сум во црно? Плачам без солзи 3 дена од тага. Никогаш поголем гнев не сум чувствувала. Тагувам за изгубената демократија и слобода. Тагувам заради тоа што никогаш повеќе нема да биде исто. Еве ти ги Груевски парите, еве ти ги Талевски парите, ама со нас се битолчани. Нашиот народ убаво знае да процени. Знае и кој го тепа, и кој го мачи, знае нашиот македонски народ. Ке ви порачеме, кога замолкнува демократијата, се буди отпорот. Бела чао ќе биде химната партизанска на повторно на мојата генерација. Секоја генерација има своји битки. Ова е мојата битка, најголемата битка во мојот живот. И ве охрабрувам сите, немој да не плашете, немој да се плашите, не сме само ние и не сме само овде, сите се околу нас. Понекогаш и молкот може би гласно говори. На нашата седница на Совет му покажавме на Талевски. Еве ти ги парите, ама со нас се битолчани. Идниот градоначалник на Битола Менде Диневски ќе ви каже како со 25 милиони евра се владее. Зарем дозволивме? Отпорот ќе биде наше оружје понатаму. Охрабрете се, бидете со нас, да знаете, оваа Македонија повеќе нема да биде истата. Оваа Македонија ќе биде поубава од оваа што е денес.